По повод предстојниот државен празник 11 октомври, општина Прилеп подготви богата пригодна програма за одбележување на еден од најзначајните денови во македонската историја. Празнувањето започна вчера со фестивалот на медот. Вечерва ќе се одржи интернационалниот музички детски фестивал Звездички, а утре пак ќе се одржи големиот меморијален надпревар во ориентација Пеце Атанасовски. Во недела ќе се случи веќе традиционалниот поштенски маратон, турнир во џудо и турнир во латиноамерикански танци. Во понеделник ќе има крводарителска акција, организирана од страна на навивачката група Мајмуни, а на плоштадот Методи Андонов Ченто учениците ќе го формираат македонското знаме. Централната манифестација се одржува пред Камената вина во центарот на градот и започнува во 18:30 часот со настап на солисти од детскиот хор Мали ангели. А веднаш потоа е концертот на воениот оркестар на АРМ. Се разбира сето тоа завршува со традиционалниот и спектакуларен огномет на кој што ќе му претходи импровизиран напад на участокот кој што ќе го изведат нашите војници од касарната Мирчацев. Веднаш потоа амбасадорот на македонската музика, ансамблот Танец ќе одржи целовечерен концерт во Центарот за култура Марко Цепенков со почеток во 20:30 часот. Ги повикувам сите граѓани на општина Прилеп да ги проследат овие настани и заеднички да го прославиме 11 октомври, онака како што доликува на еден 75 годишен јубилеј. На самиот ден на празникот, на 11 октомври, ќе се положат цвеќи на могилата на непобедените, како и пред спомениците на борците во центарот на градот, каде е предвидено да има изложба на оружје и воена опрема од страна на Арама, изложба на стари килими и една можеби од најинтересните изложби Car Tuning Show. Значи 2013 година имавме околу 300 автомобили. Очекуваме ова година бројката зависно од временските услови, значи и пошто празникот е во работен ден за некој од страна, значи не знаеме точно, меѓутоа очекуваме да биде поголема бројката. Сега пак ќе кажам зависно од временските услови, пошто има на пример околу олтајмерите малку специфична ситуација затоа што тие се стари возила не ги изложуваат многу на дожд и така натаму, меѓутоа нашата работа е веќе завршена, сме подготвени за сето, очекуваме да имаме поголема посетеност од претходните, значи ќе бидеме збогатени ова година со рекламни штандови, така да очекуваме да биде супер настан. Од општината ги повикуваат сите граѓани да учествуваат на одбележувањето на еден ваков значаен јубилеј. И традиционално за овој голем празник секогаш отвораме некој голем капитален проект кој е реализиран во текот на минатиот период. Овај пат таков настан со отворање на крупен проект со кој што ќе се подобри квалитетот на образованието во Средното економско училиште, ќе биде завршувањето на проектот Energy Net во соработка со средства од Европската унија и меѓуграничната соработка. Навистина училиштето е прекрасно направено, се вложени доста средства, околу 80.000 евра средства, со што е зголемена неговата енергетска ефикасност и подобро функционирање. Оваа година се одбележуваат 75 години од подигнувањето на востанието против фашистичкиот окупатор.